мислам дека на сите ни треба добар рецепт за бургер. Мојот син Лео обожава хамбургер. Мислам дека тоа е на ниво на обсесија веќе и јас секогаш се трудам да најдам различни начини како да направам убав хамбургер кој ќе помине, можеби, но низ годините совладав неколку рецепти. Мислам дека претходно ви ја покажа во претходните емисии рецептот за поздрава варијанта на бургер кој беше направен од плескавица од мисирка со интегрални лепчиња. А денес сакам да ви направам сложен, убав бургер, кој малку повторно го измодификував, бидејќи имам една нова алатка која ми дозволува да печам брзо плескавици во микро. Секако ми ја донесоа, ми подарија од Карес. Денеска ќе правиме бургери. Ќе ги правиме од нула. Ќе правиме лепче, ќе правиме плескавица, ќе направиме најубав зачинет сос, секако користејќи го витанес на витаминка, не може без кетчап, и ќе ги модификуваме малку компирите, односно ќе ги направиме оние популарни wedges. Прво ќе го направиме тестото. Ова тесто го користам секогаш кога сакам брзо да ги подготвам бургерите. Го користам како брзо тесто, бидејќи не бара многу стасување, односно стасува само 15 минути. Финтата е во месењето. Ќе го месиме на начин на кој би правеле тесто за пица. Месејќи го навнатре, полнејќи го со воздух, а ќе му додадеме мала финта за да може брзо да порасне. Ќе ставам сода покрај квасецот, ќе искористам 2 пакетчиња квасец и содата ќе дадам дупла димензија. Односно ќе ставам малку оцет за кога ќе дојде во допир на оцетот да порасне наеднаш во првите 15 минути, а вториот пат ќе порасне во допир со топлината. Ќе започнеме со подготвување на тестото. Прво ќе ги ставам влажните намирници, потоа ќе ги ставам сувите намирници. Тоа го правам бидејќи секоја брашна е различно, секоја јајце има различна големина и така полесно ќе можам да ја контролирам текстурата на тестото. За да го подготвите ова тесто, потребно ви е една јајце, нормална големина, секогаш на собна температура. Тука имам 200 мл топла вода. Меѓутоа, водата не треба да биде потопла од 45 степени. Зошто е тоа така? Доколку 45 степени до 50 топлина на вода, наеднаш го активира квасецот. И помага во тоа и помага содата. Доколку потребите потопла вода, ќе добиете кајгана, најпрво, а температура од 45 степени нема апсолутно ништо да му направи на јајцето, меѓутоа ќе работите брзо, за да не му дозволите на јајцето да почне да се подготвува од топлата вода. Значи 200 мл. Следно ќе додадам брилијант масло. Би треба од прилика, мислам дека 1/3 шолја. Алатки од Карес секогаш ми дозволуваат да бидам прецизна во мерењето. Ова е 1/2, јас ќе ставам малку помалку за да биде 1/3 масло. Повторно ќе промешам. Следно што ќе додадам е шекер. Имам половина шолја шекер. Ќе ја соединам. Внатре ќе го додадам квасецот. Топлата вода ми е потребна и шекерот брзо да ми го активират и тука имам 2 пакетчиња сув квасец. Ќе го растопам. Доколку имате време да го стасувате, искористете само еден, дајте му 1 час да стаса. Меѓутоа, доколку ја следите постапката, нема тоа да биде потребно. 10 до 15 минути ќе биде сосема доволно. Следно што ќе направам е малку ќе ставам од оцетот. Имам тука 1 лажичка јаболков оцет и ќе почнам со додавање на брашното. По мерка, во суштина ми се потребни 3 шолји брашно, но вие употребете онолку колку што имате течност. Треба да добиете средно меко тесто, односно готово е тестото кога ќе престане да се лепи по рацете и кога веќе ќе почне да се одлепува од садот каде што го месите. Јас ќе почнам со 3 цели шолји. Ако треба, ќе додадам и уште малку во зависност од течните состојки. Ќе промешам со дрвена лажица, за прво да го соединам. И да видам
која ми е текстурата и густината на тестото, дали ќе ми биде потребна, да, апсолутно ќе ми биде потребна уште една цела полна шоја со брашно. Така ќе ставам. Ќе ја трнам даската, заради тоа што ми треба да ја набрашнам целата површина и ќе го месам 5 минути. Ќе ставам убаво дарежливо брашно. Ќе го префрлам моето меко. Гледате, многу е меко тестото и треба да биде меко, заради тоа што сакате да имате убави, фини бани. Не знам што се тие лепчиња, лепиња. А дел од тестото ќе искористиме да направиме багети. Тестото е многу сладко, бидејќи внатре ставивме шеќер. И ќе биде баш прекрасен додаток во сите ваши ручеци и вечери. Ќе додавам малку по малку, значи ставам буквално по една мала лажичка, само додека престане да ми се лепи по рацете. Ќе го месам 5 минути. Додека тестото се одмара и малку нараснува, време е да ги направиме компирите. Нема добар хамбургер без компири, а многу се модерни wedges, односно малецки парченца кои личат на рустичен компир. Днеска ќе ви подготвам wedges по мој рецепт. Открив дека оваа техника функционира и прави баш оригинални како купени од кеса или по ланците за брза храна. Потребни ви се компири, јас ќе ги искористам со се лушпа. Ги избив и убаво ги исчеткав со четка, бидејќи лушпата е многу ароматична и прави тој дополнителен вкус на wedgesот. Ќе направиме од прилика иста дебелина, бидејќи ги печеме во рерна. Значи, не знам, 2 сантиметри го сечеме и правиме компирот. И правиме приближно исти парченца, кои потоа ќе ги ставиме во кеса. Ќе ги намачкаме со прекрасни зачини. И на крајот ќе ви покажам зошто успеваат во рестораните да направат убави wedges. Тоа го прават бидејќи ги пржат во длабоко масло. И најчесто се користи масло од канола оил или масло од палма, меѓутоа јас сакам да направам поздрава варијанта, секако со маслата на витаминка Брилијант. Од кога ќе ги намачкате компирите во зачини, многу е важно да се задржат зачините, односно да се залепат. Некако ова ми успеа ако ги напрскам со масло со пумпица. Мислам дека ми се доволна. Имам кеса со патент, не знам како се вика. И ќе ги ставам внатре. Апсолутно нема да ги намачкам со масло сега. Ова е многу почисто, иначе може да ги ставите доколку немате кеса, вакво искористете и обична кеса, мене ми се многу практични, па секогаш ги имам во домот. Ќе ставам внатре зачини. Најпрвин убаво ќе засолам со морска сол на витаминка. Баш убаво. Ќе ставам бибер. Бел. Мириса феноменално уште од старт. Ќе ставам мелен црн, затоа што сакам да ми биде баш позадински вкус. Белиот сакам да има големи парченца и да биде изненадување, а црниот сакам да биде само налепен како прашина. Имам кромит во прав, лук во прав, црвен пипер и куркума, секако на витаминка. Во мојата кујна користам исклучиво зачини на витаминка.
имаат феноменален вкус, долго се задржуваат свежи во пакувањата на начин на кој се пакувани. И сега ќе ја затворам кесата. Ова, да го исписнам воздухот. И убаво ќе ги измасирам за сите да се облеат со прекрасни зачини. Масирајте ги 2-3 минути за да бидете сигурни дека зачините се навлезени во компирите. Доколку сакате екстра крцкавост, може да ставите и лимни трошки. Јас нема да ставам, ќе се задржам на поздрава варијанта. Мислам дека доволно калории ќе внесеме со овој бургер. Ќе земам една тава за печење. Ќе ги ставам компирите. Убаво ќе ги разлеам за целите да бидат по одоздола на површината на плехот. Мноштва на зачини. И последната постапка за да имате крцкави wedges. Имам тука една пумпица, секако рециклирана веројатно од нешто, убаво измиена. Ќе ставам брилијант сончогледово масло. И ќе ги напрскам од сите страни. Многу е важно доколку ставите цела лажица брилијант масло, зачините ќе се разлеат. Ќе имате некаде малку концентрирано, некаде компирот ќе биде празен и нема да биде баш убав и зачинет компир, доколку го ставите маслото во пумпица, целосно ќе се облеат со доволно масло за целосно да се пржат од површината. Во загреана рерна одат околу 20 минути, а за тоа време ќе ви ги подготвам плескавиците во совршената иновативна алатка од Карес. Додека чекаме да се направат компирите, веќе тестото е готово. Не знам, ви кажав дека треба да го одморите 15 минути, но начинот на кој го подготвувавме, не знам дали може да забележите, дека апсолутно стаса. Бидејќи ми е многу меко, намерно е меко, ќе го месам со масло. Рацете ќе ги намастам. Нема да користам брашно да го размесам. И ќе направам убави лепченца за бургер, не знам како да ги наречеме, баш форма која потоа ќе ни порасне во рерна. Ќе направам 4, мислам дека се доволно. Така. Повторно навнатре кога го правите топчата, за да го наполните со воздух. Тестото треба да има конзистенција, односно мекоста на тестото треба да биде како, не знам дали сте правеле оние кисели теста кои не бараат месење, туку само буквално, не знам дали може да забележите, туку е гумено и еластично, а тоа го прави содата и оцетот внатре. И начинот на кој го месавме, значи со лажица само го промешавме за да се соединат со стојките и самата мекост на тестото ќе направи совршени банички, лепиња. Секогаш навнатре мрсни раце, за да спречите лепење. И
бидејќи каде сме обсипаа со најразлични помагала во кујната, имаме многу интересна модла за правење багети. Намерно оставив малку повеќе тесто, бидејќи сакам да ја пробам. Сам дека ми фали брилијант. Да, ми фали. Ке направам багети во нивната алатка, модла за багети. Интересна е, бидејќи не сакам вака да ви покажам, можеби, бидејќи не знам дали може да забележите, има дупчиња, направена од силикон и кога ќе ја ставите во врела рерна, таа од сите страни еднакво ќе дозволи да продрее топлината и ќе имате баш совршени багети. Јас мислам дека тука имам тесто за да направам 3 можеби. Пред да се печат, секако мора да ставиме малку јајце, за да ги имаме сите тие убави бои, чоколадни. Ставаме една јајце. Само ќе го благо ќе го разматам, не ми треба да биде скроз разматено. Багетот нема да го примачкам со јајце, на него само ќе му ставам од брилијант маслото, затоа што сакам да биде баш убаво лепче, а моите бургер лепчиња ќе ги премачкам со малку јајце. Ќе им ставам една кришка путер за да биде баш меко тестото до згора. Шекерасто е, се сеќавате, ставивме многу шекер внатре. Ќе им ставам морска сол. Морската сол од скора, за да имате баш сензација. Ќе ставам сол и на багетот, секако на витаминка. И ќе ставам малку суса. Да се залепи врз јајцето. Ќе ги одморам 5 минути и ќе ги ставам во загреана рерна. Ги печам од прилика 10 до 20 минути, зависи каква ви е рерната. Мојата на горење има опција за вентилатор, така да секогаш пократко може да биде печењето доколку искористите опција вентилатор. Наред се плескавиците. Плескавиците ќе ги правиме во иновативната алатка од Карес. Иновативната алатка на Карес се состои со две скари кои може да се користат во микро. Верувале или не, меленото месо според упатството, односно плескавиците се готови само за 4 минути. Јас денеска имам говецко и начинот на кој се прави по упатство се тргаат овие заштитници и оди да се стопли скарата 3 минути на температура од 900 вати само на микро опција. Додека ги подготвуваме, ќе ја ставам да се загрее. И ќе го направиме, додека се загрева скарата, ќе ги направиме плескавиците. Тука имам околу 500 грама чисто говецко месо. Овој пат сакам да направам говецки бургери. И внатре ќе го зачиниме, ќе додадеме одредени работи кои ни делуваат пријатно во вкусот на бургерот. Син ми Лео обожава бургери, сум ви кажала многу пати до сега, но најважно од се е тоа што сака сочна плескавица. За да имате сочна плескавица, моите најчести бургери содржат коријандар, но денеска ќе го изменам рецептот и ќе ви покажам друга варијанта. Имам половина рендан кромит со водичката на ситно, за да биде само вкус, а да го немате да го загризате. Имам сенф. Ставам сенф. Имам ворчестер сос. Имам лебни трошки, за да малку ги впијат течностите кои ги употребуваме. Имам шеќер. Да, имам шеќер во моите плескавици. Ке ставам плаво сирење, половина калап, затоа што сакам да имате изненадување, само ќе го раскршам, да биде баш стопено изненадување и вкусната, силниот вкус на плавото сирење е баш еден убав додаток во овие плескавици.
Имам рендан пармезан, една јајце, малку масло, бибер, сол, и ќе насечкам малку свеж макдонат за да ми додаде текстура и боја. Убаво ситно. Сите продукти денес повторно ги доставија Пакет МК во одбран термин. Им објаснив кога ќе ја снимаме емисијата, кој ми е рецептот. Имате дури и систем за поддршка. Апсолутно може да побарате повик и да ве побараат доколку имате некои нејасноти во начинот на кој треба да направите порачка, кога таа да ви стигне, како да изберете термини. Има доскоро нова опција, односно може пред да направите порачка да резервирате и да проверите дали има термин слободен. Тоа е многу згодно, посебно за време на празници кога знаете дека има гужва, може да си резервирате терминот напред, пред да ја направите нарачката и да бидете сигурни дека вашите намирници ќе бидат на вашата врата тогаш кога ќе ви бидат потребни. Не може плескавица да се направи добро без раце. Јас ќе закопам директно во сите овие состојки и ќе направам убави плескавици. Мора да го замесите тестото. Јас се извинувам, но мора. И во меѓувреме ми се стопли скарата. Се е на време. Алатката, тоа е скарата е згрејана. Внимавајте, многу е топла. Бидејќи е направена за да ги пече плескавиците, бидејќи овие плескавици, оваа алатка ни нуди да ги направиме плескавиците само за 3 до 4 минути. Говецкото месо по тоа што го има во упатството му требаат 4 минути, ќе ја печам една по една, а при тоа ќе ги направам исти користејќи мојата техника. Барам авторство за оваа техника, капаче од луна крем, бидејќи ми е апсолутно совршена големина и дебелина, за да ми направи убави плескавици кои ќе бидат еднакви колку баничката. Предходно ќе ставам уште една тајна состојка, кога ќе ги порасне малку плескавиците, која ја заборавив предходно, ќе ставам една половина лажичка сода. Содата ќе довозможи да ги активира лебните трошки внатре и да ја порасне малку плескавицата, да ја направи посунгераста. Ако немате сода, употребете и пecivo. Апсолутно е совршено одговара, топла е скарата. Ќе ставам една топка од месото, кесичката згоре, за да имаме совршена димензија. Ќе притиснам со луна капачето. И еве мојата плескавица. Го имам тоа што претходно го исто изрециклирав. Ќе ја напрскам. По упатството треба да биде намастена целата плескавица. Ќе ја свртам. И оди во микро на 900 вати од прилика 4 минути. Секогаш бидете сигурни дека доколку користите друго парче месо, треба да го испочитувате упатството за употреба на скарата. Значи скарата ја затворате за да го притисне од двете страни и имате два сигурносни не знам што се тие стегачи. И бидејќи нашата плескавица е тенка, еве како изгледа, оди во микро и ќе го видиме резултатот заедно, бидејќи мене ми е прв пат. Последната е готова.
прекрасна. Мислам дека една феноменална. Сите можни помагала кои ги има во каресе феноменални. Ќе ја одложам да се излади, нема никогаш мокра да додека е топла да ја ставате во влажна средина, бидејќи може да ја искривите. И ова се моите багети кои ќе ми служат понатака. Погледнете колку прекрасни багети добивме. Ќе ги користам понатака за време на вечерата. Компирите се веќе тука и ќе почнеме да го составуваме бургерот. Имам моите душа меки лепчиња. Ќе ги исечам на половина. Секогаш кога ќе го испечете лепчето, мора да го покриете со одредена ткаенина, чиста ткаенина, и морам да направам уште еден убав сос. Бидејќи бургерите традиционално имаат кетчап и мајонез, а јас сакам мојот витанез денеска да го ароматизирам и дополнително да го зачинам, за да имате едно прекрасно уживање. Ќе ставам 2 лажици витанез. Мојата тајна состојка во зачинетиот сос на база на витанез се 2 лажици од содржината во која стојат киселите краставички. Јас се надевам дека ќе се охрабрите и ќе го пробате овој мој совет за да добиете совршен намаз за вашите бургери. Има малку сенф. Ќе го зачинам со лук во прав, кромит во прав, куркума и кари. Убаво се промешајте. Да, бони. И тоа ќе ни биде основата за нашите лепчиња. Земете едно лепче, ќе му направам основа. Ќе ставам плескавицата. Црвен кромит, исечен на кругови. Ќе го збогатам вкусот со говедска пршута пекабеско, за да има една пушена нота. Кисели краставички. И нема без кетчап на витаминка. Ниеден бургер не може да биде без кетчап. Вечесот се веќе готови и ќе продолжам да ги составам другите бургери. Се надевам дека ви се допадна денешниот рецепт, се надевам дека ви дадов инспирација за да направите различни вкусови на веќе познати рецепти. Денеска ви направив класичен бургер, инспириран од сите мои пријатели, односно витанезот на витаминка, сите оние намази кои ги има витаминка, модерните иновативни алатки на кареса. Секако ништо немаше да биде возможно доколку Пакет МК не ми ги достават на време на мирниците. Останете ми во добро здравје и секогаш експериментирајте со храната. Создавајте впечатливи вкусови и интересни рецепти. Инспирирајте се можеби од нас и пишете ни секогаш кога ќе сакате. А ние веќе се гледаме во следната епизода на Готвиме со Маја.